Што каже, кај имаше стендап вчера? Во Минт. Многу интересно место. Јас обично не одам по места кои што, но во суштина ако си во Сан Франциско одиш во такви клубчиња. Јас сум научена да речеме на големи сцени, театар, па не знам, домови на култура. И сега затоа што не ја почитувам мојата професионална задача во сето тоа, не попуштам со хонорар. Не сум ефтина, но ако ги исполниш моите услови, јас ќе дојдам, не е проблем. Значи, услови се да седат сите, нема да ми извечкаат со алкохол, со... Не, слушате, ја 2 сата зборувам и многу добро поминав, луѓето се желни да слушнат, да се насмеат, да... Таму и свирки имаат, знам, во Кисела вода е тоа еден урбано место, многу убаво. Баш се смее вчера. Чекај бе, ние мислиме дека свиредме со Breakdown бенд на отварање на тоа место. Сигурно. Во урбано зграда. место, да, во зграда. Во зграда така продавнички околу баш позади пред блок. И убаво Да, место. ние свиревме на отворање на тоа место. Не, градски, дечкото Зоки се вика што го држи, дечкото е кул. Знам кој е. Да. Супер. Таму права стендапи. Да, прават и као мене ми дојде и ми река, кај бе до сега дојде 6-7, ама што ти е школа? Кекам не, што ти са 30 години, викам искуство. Тоа е, јас сум една од пионерите. Тоа ти е затоа што можеби не си била музичар, па не си морала да свириш од ние со Суперхикс почнавме, меѓу првите настапи не беше во една флиперница во во Ченто. Тројца играат Донки Конг позади, ние свиревме, никој не свиреше. Тоа не беше, ама забележано, не знаеш, имам еден како се кажа на список на Даро го води бубњара да го поздравам, тој список на сите настапи на Суперхикс од 94-то сега горе долу. Браво. Меѓу првите ние флиперана, така да тој пат па јас сум гледала у сите клубови возможни во Скопје. Ти знаеш ли дека си еден од првите кои што ни направи интервју и тоа на концертот на Ареа, мислам нас не требаше долго време да станеме малце популарни. На концертот на Ареа на Сајам во Пета хал. И ти му дојде на нашиот тромбонист тогаш Ивица Ивановски и му рече: "А ти што свириш на овој жолт инструмент?" Викам, весна ова, викам тромбон. Тоа, тромблон или нашиот шофер што би рекол на граница, што имате па тромблон? Па не вадеа сите надвор, па чекај да видиме кои се овие паравојна. А многу ве сакав ја од првиот момент ве сакам, така да. Не, зошто од први ве сакам, не реков во минато, значи не ве сакам од првиот момент, мислам дека и израснавте во извонредни музичари, не зезај, мислам звучите. Па го израснам, следната година 30 години, па ете виде. Од првиот настап. Тоа е како поминува време. Мајко мила, ама нема посветени сте сите. Па да, имаме турбуленција, ама ќе видиме. Добро, сега сега ти почна да преш интервју, се обратно почна да се смири. Ама добро и нормално кога Весна ни е гостин да се менуваат улогите. Како сме по дома? Добро, супер, фала Богу, и американецот е добар. Сега американецот до кај стаса? До 2 година факултет на IT engineering, е тоа така модерно. Значи се спасил од уметноста и од преживување на. Ма никогаш и да останеше тука немаше да биде уметникот и така малце еден крут материјал е, ама сега е опуштен, сега го интересираат само женски. Да, и јас му до лани татко му го тераше да шиша косата кратко, аман велам шуба ако си имаш пуштија, женски се палат на коса. И ме послуша. Ко Тимоти Шамалеј таков е, така изгледа. Редовно се јавува, не сум го видела 2 години, ама немам проблем од тој. Се знаеш како тој потиснување на емоција, како немам проблем, ама ќе го видам, ќе одам. Не е проблем, ама сега мислам дека он мора да се адаптира на тој универзитетски живот во кампус. Не му е лош. Во кој град? Во Хјустон. И он сега на Texas University, тоа е, он не е на Tech University, се извинувам. Тоа ти од Хјустон 8 сата кампусот. Значи мора да дојде со авион доке татко му. Па седеше сега 2 недели таму, па пак се врати во кампусот и мислам дека знаеш за наше дете кое што отиде на 17 години супер се снајде. И одлично зборува, и полага, и добар студент е, така да јас за него немам гајле. Знаеш како се плашувам некако за деца, бе, да не е сега, да не е зрел, да не е ова. Ја па мислам дека може некогаш и подобро. Ти претеруваш, ја мислам. Да. Да, ти имаш голем страх, затоа што види, целата идеја е да ги пуштиме децата, ти си лакот. Децата се стрелата. Тебе не ти нешто, ти колку што е возможно повеќе треба да го оптегнеш лакот. Грижата, леле, чекај, тој е твој страв, не е негов.
И сега во суштина себични сме. Леле, чекај, нема да го пуштам до 10, иако другарите му излегуваат до 12, да не му се случи нешто, ама ти него ти да не се насекираш. Проблем. Не. Значи, твоето време и моето се наши времења, наша епоха. Ова е друга епоха, нивна. И се ние треба нивната епоха да ја разбереме. Затоа што ова се други деца, гледаш твоето дете и да, ама нели живееме малку во ерели епоха во која што нестабилноста, несигурноста царува, гледаме што се случува. Има многу неписмени луѓе, не ги веднаш да почнеме со ова, не тоа, некако исто ова мало и моје соселани ќе потврдат пред 20 на 30 години не изгледаше вака. Вечер се станува после 8 буквално вртиш телефон. Да, знам. Затоа што и мене ми се случи една непријатна случка. Овде бевме ние надвор до 11 до 12 секој вечер. И освен мамо да ти искочи на балкон да ја кажеш дека си уште доле, немаше јавување, немаше никако. Сега сме некако во постојан страв, знаеш, ама мислам дека и средината тоа го наметна. И ова се што се случува. Да, ама тоа е, знаеш како бе, тоа е затоа што јас не викам дека се лоши родителите. Апсолутно не. На забелешка само да не трупкаме. Да, се извинам, да. Се извинам, заборавам, иако сум со тоа се бавам 30 години. Значи, не сме лоши ние родителите. Не, ние се обидуваме се да им обезбедиме. Значи, колку што е возможно подобро образование, грижа, нега, здравје, облека, техника, гаджети, но забораваме да разговараме. Знаеш, забораваме квалитетно време. И слушни ги. Јас имам среќа, јас така и се извлеков од мојата ситуација, да речеме. Ја реков, окей, дај работев со деца пред едно, 15 години и после тоа последни беве 8 години, 9 до 10 колку е. Не знам, си се вратив пак на децата, отиверувај ми, многу ќе звучи чудно, ама се чувствам како Дориан Греј. Тие ми се огледалото кое што не се крши. Јас се хранам од нивната енергија, ги слушам, научив да ги слушам децата. Затоа што кога ќе ги почнам да ги прашувам што им се случува, ги прашувам дали кажувате дома, вели не, зошто? Не ни веруваат. Секогаш мислат дека ние погрешно правиме, секогаш повеќе веруваат на наставниците. Не. Тоа е нешто многу едноставно. Има 22 единици во математика во едно деление. Не може да имаат сите 22 кеца да има. Значи мора тој професор што предава математика да го седнеш, ало, дечко, што брееш? Значи до тебе. Не е секогаш до децата. Мислам, сега има некој што не учи, па ќе добие единица. Океј, па ми единица е за деца. Не знам зошто и од друга страна, знаеш, има еден притисок на децата, леле мора петки да има. Не мора да има петки. Мора да знае да чита, тоа што чита да го интересира, тоа што го чита да го научи за себе, а петките, четворките, што ако јас сум била скроз одлична првенец во Јосип Брос и со на ФД со 9,80 просек. Кој ме прашал Пеца мене тоа? Ме прашал некој кога сум играла представи, ме прашува денеска мене некој? Што ако сум тоа е исто така, јако ќе кажам дека сум дипломиран професор по руски јазик и книжевност и стварно, ти си читал книги, не си толку нормален. Руска книжевност, браво, значи, се чудат луѓе, леле, глупости. Тоа е. Мислам дека живееме во време на толку изместени вредности што мислам дека и тоа веќе не е некој показател на некој некаков рейтинг, да речеме. Ова е супер подкаст затоа што ти си еден памет, не се ти правам лице, знаеш дека колку имам почит кон тебе, но имаш подкасти каде што се смеат на глупости, на силување, на женски, те се смеат, па они имаат кликови, па имаат views. Тоа е толку лоша порака. Тоа е толку порака на силување, тоа е толку една негрижа и кон женскиот, и кон машкиот свет, затоа што не само да се навредува женскиот свет, се го навредуваш и машкиот, не се сите машки исти, реално. Значи, ние имаме добри момци, не се сите се смеат на женски безобразно и тие женски околу. Значи, се што е медиум, ние мора да имаме одговорност. Што пласираме, на кој начин тоа го пласираме, што сакаме, која е пораката крајна, зошто ова сега јас и ти сме се собрале да го правиме ова. Сакаме да стигне нашата порака до некаде, нели? Златна комисија за кич и шунд во време на Југославија. Па тоа беше да ти кажам, јас се сеќавам на плочите. Мене ме прават многу недемократичен. Јас се сеќавам на тоа. Ама денес мислам дека ни е потребна едно вакво тело, затоа што ова веќе Јас се сеќавам, не знам дали ти се сеќаваш, ама на Ю група
имаше печат Шунт. И јас ја купувам од Југотон плочата и вујко ми беше гитариста во Ден за ден, он е се во Канада. Како може Ју група да бидат Шунт? И беше еден бел омот и јас му кажам на вујко ми бев малецка. И викам, зошто е Шунт? Знаев дека Шунт е нешто страшно, нешто што не е добро. И ме прашу и као ми одговори тогаш вујко ми вика прогресивни се. Кој каза тоа е Шунт? Демек имаци политички комисијава, но Лепа Брена не беше Шунт. И било дугме не беше Шунт. И било дугме не беше Шунт. Така да, а сега имаш еден полусвет, Крлеуша, која што ги нападна сите глумци во Србија и еве вчера, не знам дали гледаше, излезе еден во собрание и извади дека ги платиле 450.000 евра. Значи има цена тоа што го направила. Ама исто така има цена да не може повеќе да се движи, затоа што јас сум во контакт со Никола Кој, он ми е другар. И постојано разговараме и за протести, за притисоците и вика дека се лажни хонорарите, вика не се тие, као баш разговараме, ама и излегува дека ми платиле 450.000 евра. И тоа е, значи, еден таков полусвет со, не знам, со 2 години од средна школа, реално неедуциран лик, кој што да те нападне и да нападнеш едни такви глумци какви што се моите колеги. Па ги нападна во една емисија дека зошто тие снимаат од државна фирма зеле пари од Српски Телеком и сега уште не е приватизиран кај нив Телекомот. Па е финансиер на 90% серии, дека навистина во Србија се снимаат. А се снимаат за разлика од кај нас? Многу, 46 серии, не знам колку филма, 1230 глумци се на сет, постојано имаат работа, и што е супер, јас го пофалив тоа. И сега ова излезе и вика, зошто они се бунат против Вучичко, они взимаат пари од државна фирма. Па ако се пари во држава, тоа исто знаеш како кога снимав ја реклама за Евана и кога излегов 18.000 струја која ми дојде, зашто збориш ти против Евана? Па ако сум снимала реклама, не значи дека јас што ме купиле или ми плаќаат сметки струја или општествена одговорност. И тоа е значи тоа ни се случува и тука. Знаеш што беше главна, ја тоа го пишав дури јавно, не издржав. Знаеш, ние со подкастот малку мака мачиме. Обично имам еден дел кога белам, а сега мала кратка пауза за спонзорите и молчиме вака едно 30 секунди, дека ги немаме. Имаме ветувања, некои уште имаме ветувања, ма. Да. Знаеш, тоа ти као предизборните ветувања не се реалити. Сега кај таа општествена одговорност кога ги споменавме овие подкасти кои што ти ги спомена, пишав јавно, морав, не издржав дека за тие подкасти практично стојат и спонзори и компании и фирми кои што тоа е најмодерниот во моментов медиумски е најдобро да имаш подкаст. Меѓутоа, тоа се фирми и компании кои што ги гледаме во некаква општествено одговорни и ангажирани кампањи, а од друга страна ги спонзорираат и овој тип на подкасти каде што се промовираат антивредности. И сега како е тоа можно, знаеш? Значи ние имаме отвораме разни теми овде кои што сметам дека се квалитетни, за кои што треба да се дискутира, вамо се спонзорираат муабети за као Бака Прасе од Србија, нели? Тој Бака Прасе, ја мислам дека даде лош пример на сите, како погрешно се користи платформата YouTube. Ја не можам ништо да ги пофаќам искрено. Не, јас искрено го отворив и он се коцка пред публика. Што па има млада публика, која порака тој ја носи? Или не знам дава giveaway од многу големи суми, но има објава изгубив ноќеска 70.000 евра на коцка. Кладилница. Но тоа е онлайн или што игри има, немам појма. Апаратчиња. И за која порака ја праќаш? Значи тоа е погрешно користење на платформата YouTube. И таа YouTube е измислена првично за да едуцира, не и за музика. Не е измислена ти за да промовираш вредности какви што се тие. Валјамо брете, валјамо. И тука го гледат и во Македонија го гледаат. Не е тоа дека не го гледаат. Кај нас е 90% од млада популација навлечена на тие увозни северни продукти. Дали е од турбофолк карактер или е од јутјуберска содржина. И тоа е она страшно, знаеш, го спомена ти муабетот за... Ја не се согласувам дека нема лоши родители, односно дека сите се грижиме максимално. Ја напротив, не го гледам тоа, мислам дека добар дел од родителите апсолутно не внимаваат што им прават децата, не разговараат. Зашто? Јас не би била толку ригорозна. Зошто? Затоа што добар дел. Да, не, се сложувам. Но што прават? Ги праќаат на активности. Германски, јас имам деца што одат на германски, на англиски, на одбојка, на ракомет.
на виолина, на клавир, актерска школа и викам и уште што? Уште што? Значи од 5 дена во неделата детето иде на 8 активности, па ќе го збрлават. Не, ја дојдов таква фаза. Од сега натаму тука до овде до Не, нема две активности. Нека има една спорт, нека има на креативно пишување, актерска школа, музичко, све окей, тоа поштои. Балет, нека има. Ама не можеш ти секаде да го пратиш детето. Оди тоа. Не. Друг ќе се грижи. Не, дома треба да се грижиш. Дома треба да му кажеш за руска литература, дома треба да го седнеш, да му... Слушай, ако не читаш ти, тamo е добро да не чита 99% од генерациите. Не чита. Што би рекла ќерка ми, не е, како рече, не е тренди. Гледаш? Како не изгледа добро тоа, вика, кога некој чита као да ме Да, точно е тоа. И ги булира децата што читаат. Да. Таму сте се, ние се боретме. Кој повеќе ќе прочита? Ја бев со Александар Русјаков во клас во 29 и се боретме во четврто и пето кои повеќе страни има јавно беа напишани. Браво. И се водеше табела. Кое време го живееме сега, до кај стазам. Многу е се, знаеш, тоа е и просто медиумите се, кога ти ќе прочиташ податок дека 86% од македонците се информираат од Facebook, тебе си те јасно. Тоа не треба, тоа не сме. Знаеш, и тоа читат наслови. Они не читат цел артикл, него читат наслови. Ние сме народ кој што чита наслови и тоа е страшно. Или кој ќе, знаеш, се е исполитизирано. Уживаат тие да гледаат дебати, а на тие дебати тоа се толку празни муавети. Ништо ново нема да ти кажат, се знаеш. И притоа ти плаќаш данок, од твојот данок ти што го плаќаш како слободен уметник, го зимаат плата нашите народни пратеници, нашите премиери, председатели, и уште јас да ги слушам на телевизија како лупаат глупости. И тоа не било какви плати, 78%. Па бога ме, не рачунај дневници, па превози, па тоа фиу, светлата, последно покачување беше прилично драстично. Да ти кажам, прако хирурзи да се. Ама си ќутиме некако, си молчиме, знаеш. Па си ќутиме, јас зборувам, ти зборуваш, ама не зборуваат другите. Не се добри во својата комфорт зона и си викаат чекај. Јас да не зборам некој нешто да не ми даде или не ми се налути. А мислиш дека малку и масите стана апатични после сите револуции кои што не се случија, протести? Јас се излегов последен пат за јазикот, зборував сама. Значи првиот пат изедов молотов коктел, вториот пат добро е, бомбена безбедна, а мислев од како молотов коктел? Така е, нели првиот пат од тие што беа интрудери, што беа дојде едни со качулки, туфна кај мене, не намерно, ама мавана седи, пиу! И едва си извлеков од барика. Да, има и снимки све. И после вториот пат кога зборував за јазикот, добро беше пообезбедено, но излегов за јазикот од тоа што јас сум убедена дека јазикот е моето оружје, јазикот е мојата татковина. Значи јас имам свое мислење за тоа, не треба никој да ми каже. Јас немам потреба политички да се ангажирам за да добијам. Знаеш како, кај нас зошто е ова така, затоа што укапираа луѓето дека кога одат во политика, многу ретко на кој политичар можеш да му веруваш, одат сите поради лични интереси. Ти после нивните кариери можеш да видиш, леле, овој Волку заработил, толку тендери, толку фабрики, не отиде еден... Нема, мислам дека веќе она идеолошка матрица на било која партија е изгубена. Изгубена, апсолутно. Мислам дека никој не влегува во политика од идеолошки или некакви своји убедувања. Ретки се тие, ретки. Патриотски, не знам какви, влегуваат чисто од бизнес интереси, гледаме што се случува, како се... Или ќе влезат со чисти интереси и потоа негде ќе ги фати, да. Има и такви ретки примери. Има. Мене ми беше интересен оној, не знам дали се сеќава јавноста на Јово Манасиевски. О, како не, да си изгубите, многу интересен лик. Да. Мислам дека беше од ретките кој што не дозволи да разговара за тендери во 4 очи слично и го снема човек. Го снема, да. Едно онака сега ми текна на него. Јас и грешно го избришал, да. Така изгледаше некој комбат маскирни, по концерти го гледам, да. Имаше и други што доаѓа по джез фестивали вообичаено беа присутни таму со своите министри со спонзори, ама ги снема после па ги слушнат на. Да, каде они тие одат на джез фестивали кога се на функција и некој слуша Таца Лукас по дома, така да и тоа да знаеш. Па видовме пред некој ден имаш интересна случка, можеби сме единствената земја каде што цел булевар се затвора заради настап. Тоа сакав да ти кажам. Ја бев тренер на свирка и не можев да стасам на свирка. Замисли, вест на сите портали, Северина ја затвори Рузвелтова.
За приватна забава. Или не знам која. Добро, за тоа беше довде и од тука беше цела затворена. Тоа е страшно. Заради приватна журка. Ало, што ви е? Зошто? Тоа е приватна забава. Не сакам да ми затвора улици никој. Who the fuck is Северина? Како е ова можно бе? Пет возила имаше од едната страна и од делот на Георгиј Николов уште 5 возила стопирана улицата цела. Срамота. Неверојатно. И поставена, значи надвор бина, ја бев до кафана Рустикана, надвор поставена бина и кога прашавме, рекоа, знаеш, најавена е политичката елита. Значи политичката, тоа е, на тоа се навлечени сега само. И затоа биле затворени од безбедносни причини. Ја игам добро од кој од овие македонски партии. Не, има добар дел и од, знаеш, од албанскиот блок. Добро. Мислам дека турбофолкот ги обединува. Знаеш, ако нешто ги обединува овие кои не можат да се договорат, тоа е кичот кој што ни се случува на дневна база. Да, тоа е невкусот, таа ниска, таа примитивна свест. Знаеш, тоа е таа примитивна свест, тоа е тој полусвет, неписмени кои што купуваат дипломи, кои што се доктори на науки. Еве сега запишав мастер режија. Со тепа отпишувам. Значи не можеш на ФДЛ, особено се дружам со Вилич, професорот, еден извонреден историчар на уметност и методологија предава. Не можеш да завршиш ти мастер така, не можеш да купиш диплома за докторат така. Значи мораш да седнеш, да учиш, да напишеш, да прочиташ, да истражиш. А овде имаш ти продукција на доктори на науки. Знаеш, доктор Артан Груби, баш ме интересира што е доктор. Многу ме интересира како докторирал човек. Доктор Неле Карелич е доктор. Ама он мора јавно признава дека му интересно нема споредба. Човекот 2 бестселера напиша, нема споредба со Неле, како ти кажам, ово е доктор, не знаеш па што е доктор. И не знам, главна вест, патиките му биле Прада, so what? Не ме занима какви патики носи. Мислам дека, знаеш како, не ке многу да верувам тие теории на завора, мислам дека една машинерија константно работи, нешто ги забележам нели кога ги земеш оние генератори таймака и така натаму. Така е. Сега да речем имаш вест од типот на, значи ти можеш да издадеш книга утре и да ти објават два портала, или ние нов сингл, тоа не се случува, се објават два портала. Да. А имаш вест од типот на, како беше ти што го спомена, само насловите ги читаат. Да. Керката на Цеца Анастасија го еве и зошто. Или прочитајте зошто. Да, и тоа е наслов. На клик-клик. Не, најинтересно е што имаш 40 поврзани вести по тоа. Така е. Тоа е невозможно да не е една смислена намерно машинерија која што медиумска под наводници која што работи. И препишувачи има многу. Препишувачи баш. И најчесто препишуваат погрешно. И не проверуваат јас знаеш како ја научив, ако сакам да си прочитам, си отварам одредени портали на кои што верувам и ќе си проверам. Еден извор, два извор, ако сакам до крај да истражам веста за која што зборувам. Сакам да сум информирана од некогаш. А некогаш ми е многу добро да не сум информирана. Да сум раат. Затоа што не можеш да стасаш од будалаштините кои што ги прават. Почнувајќи од тоа што знамињата ги отнуваат на секоја средба која ќе им дојде странец, значи знамиња да промашиш. Што треба да се случи? Значи знамиња да го сгрешиш знамето на државникот што ти дошол во посета. А при тоа имаш човек што е вработен за протокол. Бе, зима плата од нас даночните обврзници. Значи од нашите даночни обврзници упорно последниве, поготово вие што се сега на власт, тие као да име задача да утнуваат знамиња. Сега што ќе утнеме, ајде, нема да ставиме на Литванија, ќе ставиме на Русија. Голема работа. Слушај, тоа отишло. Добро ги беше да намерно така. Па бар да знае некоја будала дека се зеза. И да му честитаме. Браво, баце. Маесторе си да си ги пригло, а они му верувале. А вака не. Мислам дека немало таква намера да се пошига. Не, тоа е, они се убедени дека се во право. Латвиско со австриско. Па ти не знаеш колку се тие надмени. Па тоа јас искрено познавам политичари, небитно, но сум со баце што преш како си. Мене ништо ти не ми значиш, мене ми значиш ти колку можеш да направиш за оваа држава. А јас, како поединец, уметник и општествено одговорна, и телевизиски лик, и што да е, и деца, и со деца што се бавам со едукација на деца, и се што сум вложила цел живот, јас имам друга општествена одговорност. Но ти си платен, плюс да бидеш општествено одговорен. Тоа е нешто кое што мене искрено ме иритира. И уште една важна работа, тие се тука одреден мандат, а ти си тука
Цел живот. Не, тоа е она што не пробав на некои министри, на некои Срби да му објаснам, абе луѓе, вие сте овде министерка за култура, неважно. Што вие сте овде 2 години, се минува како чорапи. И ги заборавам, јас ги заборавам. Па како ќе ги паметиш кога се не, затоа што кога доаѓаш на една позиција, јас барем така мислам, треба да оставиш легаси. Јас за тие 4 години мандат сум направила тоа, тоа и тоа. Сум сменила. Сум се борела за уметници, за театарџи, за музичарите. Ми биде цел да се борам, а не тие ќе влезат во кабинет и забораваат. И глупости подржуваат. Ти сигурно си конкурирал за некој проект у Министерство за култура. Супер Хикс веќе одамна не, од кога не одбија пред неколку. Ето јас исто. Ето ќе те одбија. А устварно сте конкурирале, да речеме, за агенда, за еколошкава. Да, ве одбивме. Викам, вие кога будала прават? Значи, дали се ли нормални? Што е битно? За екологија, правиш емисија. Тоа е важно. Јас и Джамбас немаме потреба да бидеме на телевизија. Ние сме го завршиле своето, ама сакаш, затоа што кога ќе одиш низ Македонија, кога ќе ги видиш тие депонии што постојат, ти просто сакаш да им укажеш на најмалите деца дека треба да се грижа за своето здравје, просто да едуцираш. Но, имаш расипани вендинг машини, да речеме. Ги ставиле, ма се расипале. И сега ти како да објасниш и на дете, и на пензионер, дека тие вендинг машини имаат корисна и употребна вредност. И при тоа се развива свеста. Знаеш, јас сум многу добра, јас и со Гора Стефановски бев, освен беше професор и добра другарка, си го продолжив другарството со син му Игор, еден прекрасен лик, кој што баш го одржува делото на татко му, и велам, што прави мајка ти? Патриша. И вика, знаеш ли што прави? Отиде на, вели, се одсели од Кентербери, отиде, вика, во друг крај на Англија и е еколошки активист. Во Зелената партија во Британија. Добро, но тоа е едно ниво. Нели? Значи, што правиш? Викај, ти не знаеш колку е горда, колку е вредна, колку работи, колку се најде себе си. И сега ти одимаш пензионери што дремат, висат сите, ти дали си видел толку стара популација, освен во Македонија, да виси сите за телефоните? Сите се ни на Фејсбук. Доживување име, леле, јас што напишав на Фејсбук. Океј, добро, кој те чита? Кому тоа му значи? Како беше, боим се да те ништо не сам питал. Да. Значи, ето тоа. Немешто да идеш, не знам, еколошка, полиција, правиш, на пензионери им даваш задача. Слушай, пензионерите не знам дали ќе го правиме, тоа е веќе тешка мисија, ама барем на младите да им корениме некои навики, некои. Инаку ќе отидеш овде имаш еден контейнер на пакомак, мислам дека внатре кај она за шишење може мртво куче ќе најдеш, како ти кажам. Се сложувам. Нема тоа, некако се обидоа да го развијат, знаеш, таа селективен отпад. И тоа пакомак е не само затоа што ми се соработици, но пакомак е една од повредните компании кои што не може да стаса. Значи се фрлаат во нивните контейнери. Ако има означено 3 бои, не. Ама што зборуваме од електрични тротинети? Еден мој пријател пред некој ден ми праќа, вика, чекај да ти пуштам, баце, вика, една снимка. Да го поздравам Маки, нашиот некогашен фоторепортер. И ми снима, он живее кај зградите кај Нерези, Карши кај мостот Обединети нации. И вака зумбира од кај него од 10-11 кај, вака Вардар во рекава и свети внатре. Го фрлиле. Абе вика подморница, вика. Гледа, чега да видиш подморница. Срамот. И тоа имаше такви, не знам, десетина случаи. Срамот. Така да, ако зборуваме за нивото на свест кај луѓето и навики за разноразни работи, мислам дека сме на дното во Европа, па и пошироко. Па и пошироко. Знаеш, нашано, иако не сум бил во Африка, ми дојде еднаш на концерт, мислам дека од Кенија беше девојка, што сакате вие да кажете дека со тоа? И се ми падна незгодно, како да ти објаснам, знаеш, тоа е као сега викам не го доживуваме веќе тоа така, затоа што знаеме дека има Африка поразвиени, подрачни од кај нас, ама тоа беше кажано во тој контекст, и вака ме гледам малку, знаеш, као така. Знаеш, мислам дека не надмина и некои други азиски региони, тоа па да не зборуваме, таму има бајгер. Одамна, значи кај нас даваат, знаеш како апропо родителството. Кај нас им дадат моторче на 12 години да возат. Тие да не зборувам за тие електрични тротинети што немаат кациги, возат на неозначени територии. Не дај Боже ќе ти излезе некој па може да те акне, ти скрши глава, он да не одговара за тоа. Немаме, знаеш, она не е флоскула
кога ќе кажеш дека ние немаме култура на живење. Просто ние навистина немаме култура на живење. Па немаме библиотеки. Кога ти си бил последен пат во библиотека? Еве ти си читач. Не, купувам книги. Ти јас купувам. Да. Ама да речеме во библиотеката. Да, знаам, не ми се случило да видам. Исто. Јас сум израснала во библиотеката таму кога бев мала, кај Миладиновци и Зоил таму. Во таа зградата, таму сум израснала, знаеш, кидеш ти сирените. Сега, еве има училишни, некои училишни, имат и училишни библиотеки. И тоа е супер, не е дека не можеш ти да му купиш на детето книга, ама е супер да ја најмиш, па не знам да ја вратиш, па да ја прочиташ, па сакаш... Еве, керка ме земала в книга од библиотека. Супер, ќе ја прочиташ малце. Макар 10 страни, викам, ќе прочиташ. Да, ќе прочита. Па, бај да видим. Многу е ќе прочита, тешка е борбата. Знам, ама не се откажувај. Па, бе, се трудиме. Не се откажувај. Ти знаеш зошто не читаат? Затоа што брзо им стасуваат информациите. Имаш, да речеме, на брзина прочитана, раскажана лектира. Да, имаш аудио запис, имаш и аудио книги, слушалките ќе читам јас. Мене некој да ми чита книга, да слушам. Па ја не знам. Ја тоа не можам да разберам. Нема. Па баш ќе му најдам 300 мани. Погрешно чита, логичен акцент, точка, запирка, воздух погрешно зима. Тоа па ќе побудалам. Ќе треба стварно нешто, знаеш, да ми се случи за да... Ама на млади генерации тоа им е нормално. Да, ама не... Знаеш, се бира цело време пократкиот пат. Знаеш, сега читаме на книга, се вика Том, за задоволство ти ја препорачам, Том Николс се вика, The Death of Expertise, смртта на експертизата, и вели, кога ја читаш вака, американецот пишува исто како нам да ни се случува, за смртта на експертизмот, знаеш. Сите се научници, сите знаат, као... вика, мене објасните ми го феноменот за вакцините. Како оние што одбија вакцина се научници, доктори, а овие што се вакцинира, дели? Без разлика, значи јас не бев антиваксер. Не се вакцинира. Не, прифатија. Значи, ја прифатија експертизата на докторите. Значи, тој зборува зошто релативизираме научни студии, а се приклонуваме кон нешто што е сосема ненаучно. Така е вели во однос на гласањето, државниот систем, значи стварно кога го читаш, мислиш дека леле ова како за нас човеков да пишува американецов и е извонреден, мислам. Си го гледал ли филмот Идиокраси? Не. Една уравнесна комедија пред 20 не може 30 години направена, мора да го гледаш. Да. Тоа е она што се случува направено пред 20-30 години, значи развој на технологијата, а во исто време работење на обукување на масите. И буквално човек доаѓа сладолед, не знае како се стави топка до тој степен, знаеш. Неспособност и тоа мене најмногу ме плаши затоа што го гледам дека се одразува и на овие на моите деца, знаеш. На твоите деца, точно. Се е брзо, се е достапно, знаеш како демек вечна е таа полемика периодов, дали они повеќе сега сублимираат и примаат и конзумираат и повеќе знаат или баш напротив имаат доволно толку достапни содржини. Тоа знаеш како тоа се случи со музиката. Така е. Значи сега се може да чуеш. Имаш тони и тони бендови, меѓутоа од таа содржина некако ништо не останува. Еден хит не останува. Не. Еве гледај, кој хит ти го знаеш последна година? Не знам. Тоа е тоа. Не знам. Значи порано беа ретко чули песни се појави, Green Day се појави, Рики Мартин. Ама на Джамбас му ги знам песните. Абе не осте Джамбас сега, тоа мораш еве да го поздравиме, може ќе ни дојде. Да. Морам да го. Како беше и семето и племето? И племето сега има и мерч, и мајци, има супер. Добро организирано. Сега има и албум ќе издава скоро. Ама тој, не знаеш како, Джамбас требе му се восхитуваш, он е 63-то годиште. Он е постар од нас двајца, ама и го има духот, многу млад дух има тој. И се уште е духовит, се уште верува во љубовта, се уште знае да се собере. А не многу среќава, не. Па сега, да, сега пи ја па исто па што? Да. Па немаш сегде да си, нема сегде, тоа е. Но во суштина, да, нема. Или се промовираат, нешко ќе ми кажа, јас бев, како беше пред 2-3 години исто ме викна да бидам во жири на Макфест и едва чекав да излезат Нокаут, затоа што знаев дека имаат добра песна и отидов таму и им реков на тие 6-7 луѓе, им реков дечки Нокаут треба да победи. Се зезаме, овие сите што излега, не ги знаеш, лош, баш пеат на плейбек, никого не знаеш, многу е страшно тоа. Значи нема сцена. Нема за вие што сте па 30 години на сцена, вие немате каде да промовирате освен на социјалните мрежи, нели, па да се трудите, па
тоа не е дозволено. Значи Хауард Стерн се уште има најслушана радиоемисија, он има подкаст, автоматски прави радиоемисија и подкаст. The Hives, баш ги слушав кај него и тие се... Ја уживам да го гледам и да го слушам и во живо да имаш ти таков подкаст и радиоемисија. Слушај, он одеше на тие скандалозни варијанти, така му трена кариерата. Ама окей, најавање на проститутки во емисија на разни теми, меѓутоа држи едно ниво на културно ниво. Ама нема некој што него... Ретко има некоја таква инцидентна емисија, ама еве сега му беше Памела Андерсон за книгата, за документарецот на Netflix, се ја праша. Значи се ја праша, што ти можеш, што сакал да ја прашаш Памела Андерсон, се ја праша. Ама немаше теми за фиќо и за... Не, ниту се подсмева, напротив, тој е опасен фраер. Тој знае точно како да пласира, што да праша, знае кај му е местото. Тоа е многу важно, знаеш, во медиумите да знаеш каде ти е местото. Овде тебе кога ќе одиш на интервју, те прашуваат глупости. И јас се прифаќам кога ќе одам некаде, прифаќам за да можам да си кажам тоа што сакам, да можам да си направам квалитетен муабет, овој подкаст јас не го потценувам, напротив, мислам дека ќе биде многу влијателен и мислам дека ќе биде многу гледан. Затоа што луѓето име на вистина име преку глава од глупи содржини, што правите сега или што мислите да направите во иднина. А како, чекај, а оваа една пејачка била трудна, гајле ми е што е трудна. 8 месец била, добро, не сакам да знам дека е 8 месец трудна, знаеш. Значи не сакам да знам, или не знам со инфлуенсерството. Јас сум многу горда што да речеме веса Пандора од цел регион мене ме одбрала да бидам амбасадор за накид. Одличен накид. Ама не сум инфлуенсер јас. Само сум им се допаднала од Белград. Сум им се допаднала како размислувам и што правам. Слушај, дека инфлуенсери и кебапчиња, знаеш. Значи не имаш да во на нивните профили имаш вака злато, па имаш кебапчиња, па имаш парфем, па имаш малце у Турска ќе ги пратат на одмор. Па после имаш полачинки, па чоколади. Тебе не ти е јасно што е ова со инфлуенсерството, знаеш. И мене се скоро ми се јават една маркетинг агенција за еден бренд и викам, окей, добро, имаат, значи кои ќе ти се јават, тоа е голем бренд, имаат концепт, тоа е друго. Ама ова друго кај нас инфлуенсер. Нема, чекај сега ти. Нашата позната инфлуенсерка, јас викам, како вака сум пропуштала, ја отвараш, ништо нема. Барем мислиш дека ќе остави влијание, некако внимание ќе ти привлече, јас не ги потценувам, напротив, искористи мрежата колку што е возможно повеќе. Или не знае наша инфлуенсерка која што зборува за ментално здравје, а тапа, ништо не знае друго. Не може така. Значи не смее така. Но ете, нели имаш мој профил, па се можеш да правиш што сакаш. Јас мислам дека тоа е потполно неписмено неразбирање на мрежите. Навистина мислам дека е така. Сега да ти кажам, имаш право да бидеш инфлуенсер затоа што си докажана во својата професија и си оставила многу проекти за себе. Не можам да разберам како може да биде некој влијателен, мислам погрешно, ми е тотално и нема никош да направам компромис со тоа. Да биде некој да влие или да биде инфлуенсер или да влие на цели маси, посебно младиве, на луѓе, а во своето портфолио нема ништо. Апсолутно нема ништо. Била, не знам, придружничка или нешто, не знам. Да. И јас немам против. Јас немам против да се да промовираат, не знам, купачи или овие. Ама тоа да им биде лајфстайл и тоа постојано да промовираат. Или не знам, филтри. Не, терај си ти, кажи што имаш да кажеш, дај порака. Ама и има многу купени, знаеш дека не се органик, дека се ако ќе отвориш дека кога ќе видиш 100.000 следачи, тоа знаеш дека не се 100.000. Да, тоа се случува и со прегледите на YouTube, затоа никогаш нешто ќе ми кажат, абе вашава песна немам милион, па немам милион, немам индиски кликачи. Ете така. А има песни кои што се појават и добиваат по 2-3 милиона, мање се смеат. 20-30 и да тие србите, ја да им се чудам. Ма и вокални ви, нашиве. И нашиве, има, знам за кого збориш така. Лига таму има цела армија во Кина и после ќе дое време некој концерт да се направи тука и нешто се жала. Не можеме да продајаме 500 карти, 300 карти. Маце тоа... Како да ти кажам, па тоа е пазарот. Еве ти кога ќе одиш на концерт, за тебе знаеш дека ти ќе продадеш карти, така? Ама тие кои ќе излезат на пазар не може да продадат ни 5. Ете тоа е тоа. И со стендап кој идеме, јас сум распродадена, не се фалам стварно за 10 минути. Други продаваат по 3 недели. Мене само ми го објавуваат, ама ја се изнамачив, ја се изнеработев и ја при тоа не ширувам такви, знаеш, од
Тоа е влезе не се соблакај, тоа Да, тоа е, сега ќе пишувам нов. Ама реално немам видео, не шерувам од настапи, мислам дека тоа е без врска. И окей, нека се снимаат луѓе. Не бе, зошто за промоција и за Па не ме интересира. Значи нека дојдат, нека видат оти во принцип. А сакаш маце да ги Ако не е на Netflix стендапот легитимен ставен као цела форма, тогаш не треба да шеруваш уопште, знаеш. И сега добро е да видат. Оти јас верувам во впечатокот и во естетската рецепција на човекот што доаѓа те гледа. Значи ќе дојде те гледа и ќе каже, аха, добро, јас сакам да ја гледам. Сум слушнал дека е добра. И тоа се луѓе кои што можеби не дошле во театар 10 години, не влегле. А јас секогаш во театар прво ги правам стендапите као премиери, играм исто по домови на култура, играм во театар и треба стварно, јас ја држам цената, но одам на вистина ја почитувам публиката, но исто така се почитувам и себе си. Како те канат низ домовите за култура? Имам менаџмент некаков? Да, имам јас своја продуцентка и си бркарат. Инаку не, тоа би требало, види тоа, би требало, затоа што има секоја општина буџет да те викне. Нели? Добро. Ама не те вика. Па ти може си продаваш карти, си организира мојата продуцентка карти, да речеме Прилеп, Струмица, и стварно полнам сали, ама работата Гевгелија, не знам се бев скоро во Домот на култура, но тоа просто треба да е пазар, знаеш, треба да е пазар. Еве Тино и Атанас си прават нешто во тоа театар комедија, јас нив многу ги сакам. И дечките се по 35-6 години, они си прават, си имаат своја сцена таму бистрото, театар комедија, си одат исто и они по клубчиња, по ваму, по таму се борат. Ама тие се нашите деца, тие се иднината, тие се урбани деца, тие се добри деца, тие се први одлични глумци. За такви да. Забавни се. Не, за нив навивам секогаш, што тие баш ми се, особено Тино, многу го сакам јас, така да тие деца и треба да се подржат. Немаме стендап клубови класични за. Не, па немаме не да тоа е ако мислам што Сан Франциско. Ние немаме клубови за музичари. Ето, ама да имаш ти стендап клубови за стендап комичари, ќе имаш и за бендови. Во истиот тој стендап клуб ќе може и да свириш и ти. Нема. Па тоа нема. За жал, сцената останаа само тој домот за култура, кој во каква кондиција тоа е. Еве сега се обидуваат еве некои урбани кафичи тука што се во Скопје, да те викнат тебе, мене, да го ми се допаѓа тоа што размислуваат, да ја подигнат малку свеста на публиката и да. Но тоа е тежок пат, знаеш. Ако ги спомена буџетите на општините, не може да одвојат за стендап и за бендови затоа што тие се веќе резервирани за некои Асо Пејовиќ и Па да, мислам јас дури проекти национален интерес беа и така сретнавме. Јас ќе бидам многу искрена со тебе, јас сум малце за тоа фрик. Јас влегов, сакав да одам да видам 2 концерта. Затоа што сите зборува и отидов, едниот беше Аца Лукас, другиот беше Аца Пејовиќ. И влегов да видам. Не си видел ти таква еуфорија. Не можеш да издржиш повеќе од 7 минути, веруј ми. Значи ја издржав 7. И таман влегов на киселу воду. И викам, овој цела вечер ли пее киселу воду, викам, овој на репит ли ја стане, тоа е така, значи тоа трае. Кој чекај, Лукас пее киселу воду, А овој другиот па беше стана популарен со тоа што Тома филмот нели пееше песните. Да, и тоа е феномен невиден. И тој е феномен. Он направи sold out на Борис Трајковски луѓе. 13 луѓе има. Јас затоа влегов. Значи јас си замолив организатори, таму нешто имам еден другар што е потоа неговата фирма нешто алкохоловона. И го замолив Томчо, викам, молим те, јас сакам да влезам да видам. Затоа што тој е феномен. Прво се паркираш од Тафталиџе. Али да стигне, не може да се паркираш пред Борис Трајковски. Добро. И сега прво е шок кој ќе те видат мене. Ја од страна нешто да видам само. На 2 концерта, на вистина, не се зезам, затоа што не може ушите да ми го сериозно. Но ми беше интересен феноменот на нашата публика. Не знаеш ли што е тоа? Сите имаат флаши алкохол. Тоа со коњопоите, да. Значи сите. Мртви пиени сите раце горе, делириум, плачат на песни. Значи тоа е ментална состојба која што јас тоа народот е ментална состојба, знаеш. Зошто ја викам добро, зошто е ова потребно?
Која е таа екзалтација? Знаеш, што им се случува во умот кога слушаат такви песни? Навистина не знам. Јас не го подценувам трудот на Тома Здравковиќ на времето, ама он има лајфстайл, тоа е друга епоха, во друго време. Да, не само, он е друго. Ама ова е сега, или не знам, да идеш да платиш карта за Цеца, за Јелена Карлеуша, за ова, за... Не го разбирам тој феномен искрено, затоа што навистина има... Просто е тоа... И да, мислам дека се има и таму злосторници во моментот во Србија, каде што медиумски, кои што кај нас се преселува тоа како вирус, затоа што имаш гранд звезди, имаш Пинк телевизија која што промовира... Нели издействува нешто сега? Како не, дури од после па е кај ќе му дадат сега нешто друго, друг дил направил. Не е тоа ништо за џабе. Ова е таа вечна дискусија. Дали до каде треба да одиме со демократијата, знаеш? Дали биде се дозволено или анархија? Вика, не. Некоја контрола мора да постои, знаеш, не можеш да глушиш канал, или порано купувавме плочи, го зборувам речиси во секој подкаст. Да. Купуваш плочи од Public Enemy, пишува parental advisory, explicit lyric content. Така е. И ти не можеш тоа да го земеш освен ако не дојде татко ти на со тебе Нирвана да рече имаше? на Нирвана, негош во југото не викаш да, може за детево мое, ова е во ред проверено е затоа што тој рекол таму F ворат. Така е. На цел гранч, ако се сеќаваш, имаше цел гранч, пази, зборуваме за содржини кои што имаат страшно поучни текстови и не знам Джереми на Pearl Jam. Така. Млади со суицидални мисли така натаму. Па ја во несос и тоа слушајќи ги. И сега имаш ситуација во која што ти буквално може дете вака да штракне телевизор и во 3 попладне да гледа задруга во која што имаш. Многу е страшно тоа. А не само тоа, него експлицитните цени можеш да ги гледаш и на YouTube. Да, тоа па башка. Ајде речеме телевизија како некој медиум кој што треба да има некоја... Со национална фреквенција. Со национална фреквенција го пушташ тоа и во 3 гледаш некој под кебе таму. Да, и страшно е тоа. Чегебе малце. И они уште тој дека јас го следам, тој Желко Митровиќ намерно. Значи го следам и он се фали, ехве моја милица, жена му, ние имаме толку милиони, волку милиони, тоа е најгледаната емисија за задруга. Чека излага цела Србија против насилството кое што ти го промовираш конкретно во твоето реално шоу. И они ќе завршиле пред време. Леле, многу, они уште траат. Они уште не се завршени, мислам дека уште траат, не знам, предпоставувам, не дочитав до крај. Реално тоа постот која видев дека се фали со толку милиони и со ова, со она. И на крај, он лета со дронови, он има private jet, он се шета навака натака, а сиромашните си седат дома и гледаат задруга. Ете, тоа е тоа. Тоа е оној муавет што ја го правев пред 10-15 години по медиумите дека ни се подготвува кампања во која што ќе се сервираат вакви содржини дека ништо не е случајно, посебно кога почна тој прв голем бран на Турбо Фокот негде. Мислам дека тоа тргна некаде од 2010-та наваму, масовно. Па и порано да не тргна. Да, ма во градот живеа, ние менаџиравме клуб, доаѓаа разноразни бендови, имавме Кастро, имавме 4-5 клубови кои што настапува бендови, беше кај нас беше Шелак беа продуцентите на Нирвана, како да ти кажам. Значи имаше на неделна база многу случувања и живееше сцената, имавме по 3-400 влезници од концерт. Имавме по 3-4 во неделата. Значи сето тоа почна да згаснува некаде од 2010-та и ја предупредував по медиуми и предупредував. Тоа беше мој некој инстинкт дека намерно цела машинерија и медиумите и партиите и политичката елита се во една спрега да се отупи народот за да може нели класично на Орвеловски, знаеш, отупи ги масиве за да можеш да ги манипулираш. И мислам дека дојдовме до тоа. Дојдовме. Јас гледаш и секи пак ќе се рад на србите. Србите, глумците се обединија. И ти не можеш да се зезаш со српски глумци. И они се стварно на цела армија, издружени имат на глумци, излези издруженијето. Кај нас нема тоа. Какво здружение, какво обединување? Ако може да ти ја скинат главата, па исто е. Ако може да ти ја скинат главата и да ти ја отсечат, ќе бидат најсреќни. Они ќе бидат најсреќни ти да не работиш, ти да немаш тезги, ти да ништо да не правиш, најсреќни ќе бидат ти да пропаднеш, ако може Супер Хикс да не постои. Значи ако може да нема, значи тоа е една таква, знаеш, кој што вика Джамбас, не може вие толку да не онадите колку што ние може да издржиме. Да сме нетливи. Ама ние. Ама за нашиве деца што правиме муабет? Со кого се идентификуваат?
Кажи ми, еве ти, ќерка имаш од 10, Да. така е. Кој е на незе херој во Македонија? Не знам, со кого се идентификува она, да е пеач, да е сликар, да е... Моите се под посебен режим дома, можеме да ги тренеме на страна. Значи, ќерка ми знае точно Проевски кој е Липи Сол, си порасна со Липи Сол, он е па во некој джез фазон, ама... добро ми тоа е влијание. Ама е сам. Знам. Останат. Знам. Како ти кажам, нема ни еден пријател, ни еден другар. Да, знам. Исто имена. Нема исти Затоа што немаат исти интереси. Да, и беа се некој. Него слуша Војаж, Прасица, Бересквица, Прасица ја. Прасица. Бака Прасица. Значи, тие како си кажат, Раста, лелепа Раста. Раста на Баста Раймс ми текна. Ама како Раста треба да е реге или нешто рага мафин? Ами текна Раста го леле Баста Раймс. Баста Раймс. Раста викам, Боб Марли нешто чека да чуеме реге, отварам тоа. Ќе доаѓал во Загреб, чинам Баста Раймс со 50 Cent у Загреб, ќе доаѓал септември, читав нешто. И хрватите не се сјајни, тие се катастрофа. Се уште држат нешто. Далеку се од она што има. Јас сум разочаран на Арена Загреб влегов на ваквото. 7 од 10 концерти се турбо фолк. Што Аца Лукас беше сега полна арена. Загреб. Каде што ние сме свириле вторник, во исто време свирила и Култур шок, Есма Реджепова, не знам кој 5 концерти еден ден. И се случува ова сега и таму, така што мислам дека само што словенците држат нешто со таа брана. Не, мислам дека они нема шанси тоа да пропуштат. Па мислам дека не сме исти племиња. Никогаш и не сме ни биле. Не сме ни. Ама еве и да знаеш дека одат наши деца да студираат во Љубљана. Еве јас познавам неколку деца што добиваат и стипендии. Единствен услов е првата година да го научат словенскиот јазик, словеничкиот се извинувам. И потоа што и да студираат таму, тоа е диплома која што им важи во Европа и во светот секаде. Значи има многу деца кои што студираат во Словенија. Во Љубљана, знаеш кој е градот кој што ни е најполн клубот секогаш? Не. Љубљана. Сите се македонци. Ето види. 90% се македонци. Па тоа е единствениот град во кој што имаме најмногу македонска публика. Никаде ни Берлин, ни Мерлин, ни студенти има исто многу. Студенти има квалитетна IT студираат, ветерина студираат, медицина, монтажа, театар, филм. Страшна заедница македонска има кој што се држи, една древина кој што се држи. Како? Не се враќаат. Не се враќаат. А зошто би се? Па ние стануваме полека, но сигурно стара држава. Ние имавме песна за минување пред 20 години, не знам дали паметиш, има само една реченица во текстот и не се враќам повеќе. Да, знам. И беше посветена на сите што замина, а во време замина уште 50% до некој што ги знам. Па и ти се можеш да видиш по своите свирки, нели? Не, види, ние сега тргаме. Ма ја мислам дека вие регрутирате младата публика. Не е така. Не е така. Јас имав ги спомена Здружение имаме едно. Да, знам за тоа, знам. Одевме по центарски училишта и по градски училишта. Основни и државме предавање за она што е сега многу актуелно за возење на електрични тротинети. Ја возам електрични тротинети и велосипеди. Што е правилно користење на статуците, луѓе се смеат кога ми речат што бараш бе, ти викам едукација, викам. А како што? Зошто па кај ти ова? Па викам мете, имав идеја, проект го направивме и го теравме. Браво. И прво нешто влегувам и наставниците им викаат или класниве: "Дечки, знаете кој е ова?" Добро бе, не сте слушнале за Супер Хикс. Африка некоја знае едно дете, јас сум ја чул. И тука сваќаш дека нема веза. Значи имаш еден вакуум во кој што овие млади генерации не им се пренесува. Ја на моје дома пробам да им пренесам и кои биле добри актери. Вие кои идете, кога јас ја слушам на свирки, на концерти, на било што, јас сум одушевена затоа што имаш милиони инструменти свират, знаеш, пуните се ушите. Ема треба и на децата, па како да ти кажам, тоа се не може. Ја на Кирил, знаеш што му реков еднашка, кој имаше 15 години. Не знаеш за Мик Джегер, не разговарам со тебе. Не знаеш за Dire Straits, неќум да збор, љута му бев. Битл си викам 14 години и од мене не си научил. И не му правев муабет. Седна ги научи, не знам, слушаше она и постигнав. Барем, ако ништо друго, да знае да разликува, да си направи своја селекција. Знаеш ти за Мик Джегер, мене, како може да не знаеш? Значи, мора да знаеш за Ролинг Стоунс, мора да знаеш за Тина Тарнер, не знам, еве сега отиде и таа жена. Па се што има направено. Огромни хитови.
Ма бри, работник голем, работник до последно. Иде, све дига нозе, све прави, тоа е страшно, ама не, далеку сме ние, но што знам, мислам дека нашиот образовен систем е ерозија и то тука се почнува. Кој систем ово секој биќе емисија со сите гости кои што ги имавме разни од Сашко Јовев кој што не беше. Браво. Сашко Јовев не беше меѓу првите емисии, гледате што се случува сега денови. Разговараме тука сат и пол за сите подвизи кои што ги имаат направено на кардиохирургија. И тоа сами се тие луѓе што направија. За сите моменти на инвентивност и на тоа се значи. И види се што го прават на човекот. И сега го трга затоа што имал како беше нерегистрирани дежурства. А они се нон-стоп. Значи они се стварно нон-стоп. Следниот ден министерот го вика да му биде советник. Не. Лицемерие тоа. Неверојатно, значи баш го прегледав подкаст и што се кажат човекот во емисија, што се работат, не застануваат, знам дека му трпи семејството. Баш професоре тој се. Се, значи човекот прв трансплантираше срце. Знам се ежам, замисли ти да отвориш, да ти едно срце па да го ставиш, па да го оживи. Тоа е луѓе, тоа е неверојатен подвиг. И ти се имаш таков по дома, на некој таму полуписмен му текнало, ќе те сменам. Абе не може така да се играш со доктори, не можеш да се играш со глумци, не можеш да се играш со музичари, не можеш. Затоа што ние работиме, ние создаваме, ние се грижиме за Ама ова ти го викаш не можеш. Што да направиме да ги поставиме местата да ги вратиме на Па не треба да ќутиме. А малку сме. Па и тие што сме малку треба да се обединиме и да зборуваме. Што да направиме, некоја платформа? Некоја платформа, да. Јас се обидов во културата да направам една кој што се уште живурка. Ти се бориш и за авторски права, знам. За се па пази ние како изведувачи немаме право се моментално, знаеш дека немаме агенција. Што се случува со тантиемите, немате нема ништо, не функционира законски, држава треба да има обезбедено дека нова агенција. Ама важно на радио сте нон-стоп, сега не ви плаќа. Не како изведувачи зборам. Покрај авторските изведувачки тантиеми. Значи никој не ги регулира во моментов и тоа трае 5-6 години. Откако на ММ им беше одземена лиценцата и тоа не функционира и во ниедна држава во Европа тоа го нема. Да, точно. И тоа не функционира, а државата, министерството имаат законска обврска тоа го направи. И дишото никој не му е гајле за тоа, така? И како ти кажам, да. Па не знам овде што е оваа држава, се можно и надвор од законот. А радијата си врват, си пуштаат музики и се... Не, за авторски права тоа е регулирано. За изведувачки, значи, ама и за кога настапуваш, ти немаш така. Да, и ништо. Макар било тоа некоја минимално, не се регулира едноставно. Не се. Тоа ти не знам се ако... Ама знае на свадба ако свириш замп да ти дојде да ти побара, има нели бараш дозвола, не знам дали тоа уште. Добро, ама они си го почитуваат тоа, па се вице верса. Не, ова изведувачки права е нешто сосема друго. Значи државата треба да го возможи. Не ја даваат лиценцата. Зошто? Како ти кажам сега, ако ти кажам дека ти треба да идеш на термин за гастроскопија, а ти идеш за 3 месеци а и имаш проблем. Тоа е друга. Зошто? Знаеш, како ти кажам, стапкаме во сите сфери, во некои процедури, бирократија, ништо не мрдам, не знам дали тоа твој печаток исто, ама мислам дека ти се сложувам. Добро, слушај, ти си го пратела Кирил во Америка таму во еден друг амбиент, мина како е? Мина окей, исто, апропо булингот, тоа сакам да кажам, кога ти булира дете, сите психијатри велат едно, од Харвард научници, од кај сакаш, велат ако булира дете, тогаш смени го школото. Не се бори со нив, оти таа борба е однапред изгубена. Мина е за мене херој, Мина се бори секојдневно, заврши се трета. Максимилијан ќе учи таму, ќе си сака да биде психолог, баш ме изненади. Супер. Прво сакаше дефектолог, сега сака да е психолог. Тоа дете, после се што помина, знаеш, јас сум горда на неја, но мојата најдобра другарка ми вика да било кој друг родител да беше, ќе се откажеше некаде по пат. Оти тоа е навистина една голема борба секојдневна. Не си било кој родител. Мислам, не ќе се фалам, но знаеш кој ќе се фатиш. Добро да те знаеме познато. Можеш да издржиш до крај, можеш да се бориш, можеш да затоа што знаеш јас имам не знам, имаш настап, имаш представа, јас морам да слушам. Не е тоа контрола, просто видам дека она окей, дека добре сум, супер, затоа што тие фази развојни се многу важни, аз сум сама, нели? Исто и за Кирил се грижам, ако е таму, јас сум многу среќна што ми се јавува секој ден, па ќе ми пушти на Вибер нешто што му се случува, па зборуваме за Texas Chicks.
да речеме, ми праќа Инстаграм профили од женски, па си разговараме, па приморана сум да видам Texas Chicks, да ги гледам, па во вами звучува као она Kentucky Fried Chicken, нешто, Texas Chicks. Да ти кажам исто. Ти немаш појма како изгледа женските кои ми ги прати тој Инстаграм профил, има еден Texas Chicks. Не знаеш, дека му вие маме имаат дома родители, имаат. Сите се плейбој дечици. За Буш, да, тие се републиканци, од сите се таму републиканци, богати се, таму се сите богати. И имаат и оружје многу. Ке ти кажев тоа прескако ми рече од Тексас, викам чекај само нека се пази, кажи му пошто јас му рекав, еднашка го видов, не знам, кога беше во втора година во Каодимек да видиш со татко му како што е, и он ми праќа снимка како гаѓаат крокодили. Која сум му викнала. Викам, сега го палам авионот и тебе, и татко ти, и тој другарот на татко ти, крокодило да ви изеде. Викам, тргаја тоа пушката, не ти ја видам у во рака. Ама овде сите, абе не ми интересира таму сите. Тоа национал спорт, као на вика, као некој, што е човекот кој што е пријател на татко му, арсенал оружје, адвокатник. И он има оружје да бираш, и овој со пушката ми праќа слика. Леле, ја баба, од доле. Не, работа тоа во Америка. Мислам, таму легаш као кенди шоп, тие што имаат дозвола. Значи, тоа и уште не може да се справат со регулирање на оружје. Сега да ти кажам еден податок, го повторувам тоа цело време. Во Македонија имаш 180.000 регистрирани пиштоли и пушки. Читав, да, трети сме, мислам. На страна од ловџиите. Значи 180.000. Знаеш колку е тоа? Ние мислиме дека тоа е најмно така. При тоа вика дека се предпоставува во МВР, според МВР податоци предпоставуваат дека има уште 350.000 нерегистрирани. Тоа е скоро пола милион, да. Така е. И тоа е многу голема бројка, а со тоа никој не се бави. Никој не зборува за тоа. И мој пешо тоа дека ги стигнуваме американците, дека ова за жал и многу сум исплашен после ова во Србија, мислам дека допрва мислам дека ќе се случува такво целиот тој амбиент, не џабе го зборуваме турбофолкот и кичот и шундот и нели губење вредности и сето тоа. И при тоа знаеш како ти да имаш да можеш и тоа дете да го, и тоа е исто проблем на родителот, се зове се Коста Кесмановиќ, значи он го носел детето да стрела. Да. Ти би го однел твоето дете да... Јас не сум фатила во рака реквизит во театар пиштол или пушка од што имам уплав, од што не сакам. А сум фатила пиштол. Значи сум фатила пиштол тежок, значи просто сум фатила од љубопитност. Ти не знаеш какво е чувството на тој метал, кој мене ме било тоа траума. Просто само сум фатила пиштол да видам. Прво е тежок, второ треба раката да ти е многу стабилна. А тежок пиштол, значи он што има тоа берета, тоа како се вика, не знам, тоа е стварно тежок пиштол и да си за 2 минути 26-торица да упукаш и да не ти мрдне рака. Бремни експерти и познавачи на тоа област дошли и рекли ние ова не можеме да го направиме. Па не. Замисли, значи тоа не е од 2 часа стрелање што го носеле. И зашто би го носиш на стрелање детето? Па што не си го однел на друго место што и ти му развиваш сакајќи или не му развиваш, затоа што оружјето кога го имаш ти ќе го потребиш еден ден. Тоа не за џабе. И сега што се случува кај нас? Кога ми кажа децата да викаат секое дете или второ дете носи нож во училиште. Нели фреерчиња? Да. И сега тој нож ќе го потребиш. Детето ќе земе ќе те кркне. Кај може те кркне? Може сега да те тргнува некој механизам на самоодбрана, уствари на крај ние сме тоа оружје, тоа е ладно оружје. Тоа е легитимно е тоа оружје, тоа не смеш да носиш. Од кај ти тебе овој податок? Од кај го извади? Мислам за тоа користење на ножеви во... Од децата што им направи во актерската школа што ми кажа, сите ми потврдија од различни училишта, од различни средини, значи сите ми потврдија. Секој второ дете вели има нож. Тие скакавци како се вика. Тие, малку фали, знаеме случаи. И тоа вика доаѓаат, па се фалат, па не знам, сега ќе ти извадам ако не ми направиш ова, не ми направиш она. Да си лежи. И тоа, ама ти во школото немаш безбедност, ти во К2 врати нема, ја па К2К врати, немаш тие безбедностни, ранците не им ги проверуваат. Тоа беше, знам, ние сме тука во Киро Григоров, едно од првите... Тоа има обезбедување, така тоа училиште? Ама што ако има обезбедување?
А не им ги проверуваат рацете или не? Па не знам колку им проверуваат, еден човек е на или жена, не знам што е на дека тоа школата им го пофалија дека има ја чисто сум се стело ситуација ако сакам да влезам и да влезам од ова ќе го направам тоа за 3 минути. Нема да гледаш. И 2 влези има, не може да стигне прво. И сега имаш еден предлог таков за ставање на оние скенери, како се кажат, врати што има по аеродромите, ама тоа е многу скап проект. Абе се е некако скапо ова држава. Во Србија им беше скапо, нели викаат се е некако скапо, се некако државата нема пари за. Ама за друго не им е скапо. Да, и ти таму објаснуваш и некој си гледал телефон и гајли име. Тоа беше страшно. Ќе гледа во телефон више. Мислиш дека се потресе? Па да, мислам дека го рендале после тоа, тоа беше баш однака едно од поголемите скандали тоа за оваа година. Не знам, некако тоа ми е се... Милионски прегледи има тоа клип. Да, ама не знам колку допира тоа за Па допира, ако ништо друго. Што главешината од партијата го рече, не ти... беби, што збори. Да, дој најстрашно што ми рекоа, вика, он сигурно телефонот го фатил да просурфа која си. Он не знаел која си. Што не е страшно, види, ја не ти патам од тоа да знае тој до мене која сум е гајле. Негов проблем е тоа, него вика најверојатно сурфаше која си. Добро, мене ми си има случајно през кога ги спомнува интервјуата, глупите интервјуа кај што треба да се појавише, мене ми си има случајно еднаш во Неготино да на крајот на друго ме прашаат, а кој бевте вие? Како ти беше името? Како ти беше? Ја рекам, чеки сериозно, девојче? Да, не знам, знам дека сте супер, ама како беше? Ети тоа ми си има случајно. Инаку ова емисија требаше да оди во една друга насока, односно овој подкаст требаше да зборуваме баш за булингот и за повеќе сака да се задржиме на тоа, бидејќи ова што се случува, па и моје лично искуство непријатно од неодамна е доста распространето и доста... А како се справи ти со тоа? Еве може сега ги трпиме последиците, не сме свесни дека тоа е директната причина за изворот на она што се случува периодот, да, бидејќи во прв момент знаеш ќе поменеш таква ситуација, разговараш со детето, ти вика немам потреба, добар сум, немам потреба. Така се брани детето. Ама нешто се случувало сигурно. Не само тоа, туку тоа се притисоци, знаеш како булирано дете нема никогаш да дојде да ти каже, или ќе ти каже после година дена. И знаеш, булерите се многу страшни. Ќе пројдат покрај тебе и ќе ти кажат глуп си, дебел си, одвратен си. И никој не ги слуша, само тој што е булиран ги слуша. И ти како сега тој што, како ти да му кажеш, абе мама овој ме навредува нонстоп или тато или било што. Ајде де ништо не може, не ти кажа, остај го. Не. Тоа е константно, него не му било прв пат. На твоето дете сигурно. Не, ова беше добро инцидентно, беа деца од да, ма не му било, знам се, деликвентни. Знам. Ама не му било прв пат да знаеш. Па и во училиште имаше една мала ситуација, сега, ама тоа беше каписла плюс да не знам, може би ова што му се случува. Така да, тие се ранливи суштества и не треба ништо да се потцени. И сега веќе булингот се дели на не знам какви се не категории, сайбербулинг, вако булинг, психички булинг, физички булинг, сексуален булинг. Ама се исто. Се исто на ниво на менталното здравје, се исто, верувај ми. Значи тој па сайбербулинг па не можеш да го реално не можеш да го контролираш, знаеш. Реално не можеш, тоа се бришат, може да избришеш тоа што си кажал, па ја себе кога беше скоро нешто некој затоа што мина на Инстаграм мина, ама на Фејсбук е нешто Весна Петрушевска заграда Мина Тренковски. И но на Инстаграм и пратил полов орган. И мене мина, не ги отворила пораките, вика мама види ово, нели имаш сега accept ово, decline. И као вика види што ми пратил. Остај го на мама. Print screen. Што сакаш, викам сега ти правам? Те пријавам, да те начекам, да ти пратам, што сакаш? Еле, ама не, ја не знаеш. Млади или стар, постарше? 35-6 години. Значи, да. Значи предатор, некој. И сега, од кај знаеш дека ти тој истиот не праќа слики на секаде. И тоа е епидемија. Ама не викам, сега сум те запамтила, сега ќе те пријавам, па ако не функционира тоа, јас ќе те пријавам, кај мене имам свое биро, мое, собствено. Да видиш што ќе ти се случи. Очи не сум ја некоја што ти се плаши,
Не. И кога ќе им покажеш сила на тие булерите, да виш како се повлекуваат. Не е само тоа проблемот, знаеш, тоа ние зборуваме за во втората епизода беше Гора Светковски, драг колега. Баш зборувавме, имаме рил еден за тие дикпик селјачишта ги викам. Така. Тоа е станато тренд. Тоа е неверојатно. Ама ај драмската ситуација, погледни драмска ситуација. Еве вака, јас од глумачки аспект. Значи, прво треба да се соблечеш, така? Па после да си го земеш половиот орган во рака. Па после да се сликаш. Знаеш тоа колку работа е? Тоа е работа, бе, брате. Значи, па чекай се од овде не иде, па чекай овој долен ракурс да па во меѓувреме да биде тоа во извонредна форма, нели? Во извонредна форма треба да е тоа, па да се фатиш од оваа страна. Чекай може од оваа страна супер. Замисли го ти тоа. Тој ментален склоп на тој идиот што се слика. Исто важи за женските. Знаеш, мене син ми кажа, века како на Snapchat во Америка е сега популарно, и нели Snapchat брише не знам после колку време, и вика ми праќаат делови од своето тело. Голи. Да, и женски. И вика, так ќе ми пратат, и вика, тоа се губи, ама так ќе си го принт скриншот ќе си направи и ќе ја запамти кој е од кампус или од било од кој. Вика, ја знам ми праќаше тоа и тоа. Ма не само тоа, видеа чуда врагови од разни действија. Што е бесрамни стана, знаеш, бесрамни стана генерацииве, затоа што нема трепер. Нема кој да им каже до тука можеш да идеш, до таму не смееш да идеш, дека постојат санкции ако тоа и тоа го направиш. Ти знаеш дека не стануваат децата да им кажат добар ден на наставниците затоа што нема дневник, туку нели има електронски дневник и сега доаѓа професор, влезе наставничкава, не е проблем, окей, нема ко порано, добар ден, пријатно. Четврти мај, свидетелите, Тито, па еден станува, имаше кем еден у класи, се насмеа, хи. И овамо завршани, тоа минута време ми кажа, Милане, да го поздрав мојот случајник Милан, ќе го кажам и Димич. Тој малку. И тука имаш фра. Ај брате, си само свака со рацете се гледа уште му стои црвено и седна и тоа нема, знаеш, и не се смеело на тоа, го кажуваме често, не се смеел дома да се пожалиш бе. Не. Затоа што наставникот бил на добриот пат. Да те воспита како што треба. Ама сега нема воспитна улога наставникот. Нема затоа што идиокраси. Значи секој ги има правата деца. Мене знаеш што ми рекоа деца што го нападна син ми? Што? Ајде бе дојди удри ме. Јас си ги знам правата, јавен обвинител ово почнувам. Да. Ама и ти си ги имаш правата. Ти имаш право да го заштитиш своето дете. Точно, и дојде полицајецов и ми кажа, слушај, ние со деца ништо не можеме. Како не можете така? Не, случајот со глеј, она што се случи во Србија. Не, со законот еве го нели Коста си го прочитал. Законот и пред да тргне во действие. Така е го прочитал дека до 14 кривично не одговара. И тоа дете ќе биде осудено нешто, не знам, ќе одлежи 5 месеци во некој малолетнички затвор, 6 месеци. Ако колку што читав, колку се тие моćни родителите, татково може да го јаде стапот до 10 години. Да, одговараат родителите. Меѓутоа тој пази како си се заштитил, сватил дека не одговара, нема емпатија кон мајката. Не, тој, знаеш, дури психијатрите со кои што зборував, тие не се осмелуваат да го дијагностицираат, се многу професионални. Не се збунети, они знаат, ама не се расфрлаат со термини социопат, психопат, не. Они се, затоа многу ги почитувам. Велат дека ја чекаат се уште и нашиве психијатри исто го зборуваат, ја чекаат уште експертизата, обсервацијата, за да може да излезат со соопштение психијатрите, а тие ќе излезат после неколку години. Тоа ќе биде веќе заборавено. Да. Така да и детето може ќе биде, не знам, негде сместено, може би странска држава и слично, ама може би да, ама тоа дете не употребливо. Не, таму треба сега веќе да се размисла за тоа каде лежи тој општествен тумор таму. Да. Тоа е поголема слика треба да се гледа таму во Србија, затоа што тој, знаеш, и на TikTok јас кога се вклучив да ја видам армијата поддржувачи. Да, тоа беше страшно. Јас се фасцинирав. Коста, ожени ме, мој принц, не знам вако, па од цел свет, кинези, американци, турци, дечиња, Коста име, вау, па дека нели убав? Убаво дете, реално. А он си прашал како стои со популарноста? Не е тоа точно. Не е точно? Не. Јас сега ќе ти кажам зошто. Да. Сега ќе ти кажам зошто, баш и со еден психијатар
со докторката професорка Савица Арсовска зборувавме и пред дискусијата и баш на новинарката јас како колешка од психијатри, ја викам не смеат да ја кажат таа информација и Славица вика апсолутно е точно, затоа што ќе изгубат работа. Така да тоа се новинарски импровизации. Кој од вработените од психијатрија, од болничар до болничарка, сестра и доктор смее да каже што кажал Коста Кецмановиќ. Просто тоа не сме да излезе. И од кај знаат. TikTok од операции снима. Да, ама не сме, не, тоа не, тоа е све импровизација. Јас мислам дека тоа дете молчи, тоа дете верувам во тоа дека не е уште ставено на терапија, дека го обсервираат се уште, но дека ќе видиш времето ќе покаже оти просто тоа дете е едно несреќно и тој клик што му се случило, мислам дека долго време, некогаш и стане свесен што направи. Ги има многу, се надам не, ама некако како да ги има, можеби многу низ регионов. Како не онаа достапност на оружје, тоа станува веќе голем проблем. Па ти во кај нас во Македонија имаш родители кои што чуваат оружје по дома? Чуваат. Значи ти пушки, пиштоли, бомби. И ти чуваш дома? Не чуваш дома ти? Добре. Не, ти мислам дека имаш водено дете на стрелање. Да, ај ќе разговараме. Нека знаат. Да го отпуштиме, ќе го отпуштиме. Ќе разговараме со него. Па тоа пейнтбол, така тоа се прави, нели има роден ден и организираат. Леле, што е убаво интересно, пау. Па и Counter Strike игрите, тргнат таму секој стана таму наредник и Јас се сеќавам кога игравме на времето со Тони Сигур Текен и нели има првиот Текен кој излезе на стежа, ту. И едно време се фаќаш себе си после 5-6 сата, ние сме завршиле со проби, со представи, и идеме ќе собереме ќе да играме. Ќе не фати 5 сат 6 и ти уште си со ударите. Како бе не го утепав овој. Леле, и после големи бевме, знаеш, големи деца. И тоа ти дрма палицата. Кога ќе удриш дека и ова свети трепери цело тело, сакаш. И несвесно си агресивен. Се храниш. Зашто не те утепав? Дај уште една рунда, јас ти кажам, ја не те па бираш од тие ликовите, нели што ги има на Текен, овој ваков, тој таков. Па како ги цртаат совршено се нацртани. Имам еден пријател кој што беше навлечен на UFC, MMA, оние борбите. И беше цело време во тој филм. Леле, тие. И на фудбал влезе во таква ситуација со други играчи. Му скокна со такви покрети, со движења, со све, дај го тргнаме и беше суспендиран. Со ти кикбоксерите, така? Да, влезе на вистинско тепање, значи лупање вака остана басите и од тогаш беше под суспензија и него вратиме во екипа. Ама влие многу. После играта си идеш дома и викаш, леле, како не го акна со левата нога, тоа нели има еден удар, таква го се врти целото. Юкен, тоа ли беше? Или тоа беше Street Fighter? Не бе, Текен. Да. Мислам дека уште има, јас намерно не купувам PlayStation дома. Сериозно, признавам, затоа што мислам дека ќе заборавам на све, ќе си... Нема да имаш време. Ја имам 4 дома, уште 3 конзоли, немам време за ништо. Стојат така. Добро, не само ги купувам и стојат и среќен сум што е така. Да. Затоа што имам другари на моја возраст денеска што ќе заврши со работа, деца, игра FIFA брат, дај да играме. FIFA, да. Онлайн, и тоа сум играла. Ова чека се уклучиме, овој е таму, овој е у Ниш, овој е у Берлин. И седат навечер и до 3 играат кој ненормално. Не, ја немам време. Имав такви периоди, ама тоа е стварно и за социјални мрежи исто, јас сум редуцирала се и на сите деца во школата им кажувам, ај пробајте, не ги пробајте, велам да си го ограничите времето. И една недела направив експеримент. И сите вака дојда. Како викам експериментот? Двајца се јавија, ја 2 сата само бев, дедалава по 2 сата дневно. Другите 7, 8, знаеш тоа колку време? Ама зависност е тоа веќе. Ама ете направив некоја, тоа е зборување, ама... Она зашто не можам се служам со тебе дека родителите дома зборуваат, тоа што ти го кажат пред половина час. Ај малку сега за... Како беше, кои се вашите идни планови? Кои се вашите... Каде можеме да ве видиме периодов? Тоа е недобро. И го кажеш, па нигде не свира, никој не вика. Но добро, мора да има некој. Нема баш настав многу. И не знаеш што да прашам. И тоа ќе заврши.
Значи Минт и сега не имав јас оваа година имав јас многу повеќе настапи. Знаеш како ме интересира? Да? Беше Дзимис Цапас, еден изворен грк стендапер минатата година, баш овој период, стендап комичар кој што живее во Мадрид, беше во подкастов гостин. Мислам дека пробувам да ви го најдам тој како е шаблоно за стендап настап. Не е тоа како драмски текст. Не, тоа е импровизација, нели има и тотал импров, некои стендап. Има панчлайнс, има друга структура драматуршка е скроз, ама додека него одбирате 4, 5, 6 или како тоа? Одбираш, ама мора да ги поврзеш. Да, имаш точки, да ги поврзеш, да го затвориш кругот и додека не го испиташ текстот пред публика, мора да ја напишеш. Ако не го испиташ и ако тоа нема циркулација, да знаеш дека си... Да не ти се насмее никој. Тоа е страшно. Ама, добро, искуството да го прави своето, па знаеш каде да поентираш, знаеш каде да... Затоа што, види, стендап комичарите во секоја земја има друго социјално обраќање. Да, не, добро, јасно, користиш локални извори. Американските стендап комичари тебе ти се смешни ако го следиш, ја следиш нивната култура, нивната политика, нивната мејнстрим култура. Тоа се, знаеш, па може да се насмееш, ама ако ништо не знаеш за нив таму, тебе не ти се смешни. Исто е со британците, со французите, а гениални стендап комичари, значи гениални. Гледаш структурата дека се Джордж Карлин, дека се стварно by the book. И ја секогаш тврдам дека е тоа друг софтвер. Исто како со ТВ водителство, тоа нема врска со актерство. Нема врска со актерство, тоа сега да кажам. Значи, ако си добар актер, знам тон добри актери, па овој со Горас мислам како зборував. Нема врска. Ако што не може да се снајдат баш... Сум имал ја искуство со актери, ама еве ти си музичар, си водител и радиоводител и телевизиски водител и цело време си. Кој ми каже некој ти си новинар, не, ја не сум новинар, јас сум нешто као водител. Ма ти од МРТВ ја те памтам кога дете почна, па пулсирања бевме, тоа бевме, имаме ширивме клаво. Така е, па си имаше своја емисија, па после радио си цело време, па еве се имаш подкаст, значи друг софтвер, тоа нема врска со инструментот што го свириш. Тоа ми беше мене фасцинантно како некои, тоа сега ти кажам, актери кои што ги знам као добри забавувачи или можеби со научен текст вака, ке дојде на некоја манифестација и тапа. Се тресе, шо ти е бе? Да. Вика ти како бе ова, вака, не знам, навикнат сум, пред маси публика сум цело време, не знам. Абе се тресе. Има една работа што поголемиот дел од глумците сакаат во комфортна зона да се и не сакаат да ги испитуваат другите полиња на кои што можеби се добри. Си седат, они чеке пробичка, секој представичка. Не, јас ако не живеам така, како што живеам, ако не работам, јас одамна можев да се пензионирам реално со мојата кариера. Ама не е возбудливо бе некако само да играш драмски текстови, било да е комедија, било да научиш тексти, искачиш проби. Излези ти на терен малце, види кај си, што си со публиката, тој контакт, еве ти знаеш како музичар, тој контакт со публиката, тоа те храни тебе. Тоа е важното. Ова друго се е виртуелно, тоа нема врска. И затоа јас не верувам во тие снимања стендапи, мораш да доеш да гледаш стендап. И затоа полнат сали американски без стендап комичари, полнат стадиони. Добро, ме имам впечатлок дека кај нас доста популарно стана. Па стана, отворам ли социјални мрежи, само гледам таму, ваму, Public Room. Ако има млади некои, сега у Public Room има ги... Охридскава екипа е доста опасна. Да, они се супер, Никола е супер, да. Треба па се подсетивме да го... Не, супер е Никола, Никола е и добар глумец, мислам. И на англиски си спреми човекот. Абе вреден е, он е многу вреден. Да, работа. А он е вреден, он си работи. Мислам дека трето дете доби сега или да, стварно. Не, е вреден, епте не вреден. Ради жена му е глумец исто. Да. Он е супер дечко. Она изгледа нема многу шанса да глуми овие години. Па не добро, во е супериорен. Шега. Да, деца разбора. Да, те разбора. Чека ситуација поп дете. Да, Никола е. И многу воспитано дете, он е пристоен човек. Не, супер. Целата екипа се джезин да ги поздравиме. Да, супер се. Они си терат и тоа е браво за децата, тоа е супер. Треба, види, ќе звуча многу клише, ама навистина на нив им останува медиумот и просторот. Исто и јас ми се радувам така на млади бендови, сега се случува еден нов бранд многу интересен. Еден тон, вчера имаше 7-8 нови инди бендови кои што настапуваат и многу малку луѓе знаат за тоа. И ние тука се трудевме да ги промовираме, ама малку не потешко за реализација. Тие концерти имаме, снимевме неколку. И тоа и ја го викам, знаеш. Ние ги кажеме, ние 30 години правиме следна година.
Така е, 30 години, да. Ето, снимиме беа хитовите, се оке правиме нов албум. Без на времето и вие. Сега, како ти кажам, 30 години, да не сум она... Добро, му ще свири Владко, да речем, ще свири... И Лепи Солеве се гледаш пак кокани Бодан си свират. Се уште не можеш без тоа. Добро за пренесување за таа енергија и на она што се работело и кон младите, меѓутоа и да се створи една нова сцена исто и за кај вас. Така е. Не знам како со актерската екипа нова. Со актерската екипа јас во мојот матичен театар јас упорно тврдам дека немаме млади глумци. Не може да ти е најмладиот глумец 40 годишен, 38 годишен, мора да има млади глумци и глумици. Мора тој репертоар да се освежи со млада енергија. Јас сум за тоа и секаде зборувам дека треба да ги млади автори, и млади автори, драмски писатели, не знам, режисери. Значи треба да ги пуштиш да, знаеш, додека се на академија, они се чувствуваат безбедно, во безбедна зона. Се кој ќе излезат надвор, кој ќе Јас сега ги гледам затоа што сум мастер режисер, одам на факултет за драмски ги гледам и они се сите сладки многу. Живеат, не знам, бифеј, па представи, па дипломски, па опа. Ама тоа е затворен свет. Кој ќе ги пуштиш на улица, тие веќе се губат. Као за бендовите кои ќе ми кажат како, што да преме? Идете на турнеја? Идете на турнеја? Приспи малку подрум, маца да немаш да јадеш 2 дена, па ќе отидеш во Швајцарија, па лебот бил 10 евра. Така е, ај ќе делиме сите по едно парче. Така е, така е. Тоа ги тој рок-н-рол недостасува. Но исто е у било која професија. Значи, исто е. И хирург да си ако не оперираш 10 срца, нема да знаеш. Ако не си 24/7 на нозе, особено во кардиохирургијата. Додека не дојде министер да те разреши. Некој неписмен. Кој знае како школа завршил, ама окей, он е министер. Богам, ја не знам на пола од овие милето, не го знам на пола од не ги знам ни јас. Ама важно им пишува на тие доктори, магистри, сите си се нешто. Си имаат титули, не се секирај, да. Не знаеш што е битно. А на факултетите е многу, посебно овие па приватни, многу е тешко да не, на приватните е многу полесно, на државните се уште државните го држат било како укив на кое место да е, си има некои стандарди и тоа е тоа. Ама на приватен ако сакаш можеш и за 6 месеци да си магистар. Просто, нема веќе. Не. Се купува. После тоа се ќе завршат луѓе без матка, бубреги, бели дробови. Точно, на рутинска операција. Да, на рутинска. Ајде ги боталиме овие црнила ремикс како беше она на Јоцо да режираш. Со рапериве. Тебе проективе? Агенда 21 ја тераме, да, сега трета сезона ќе си снимаме, ги снимаме по 10 епизоди. Ти беше вклучена и во Дајте музика? Да, уште сум, јас сум acting coach и casting сум таму, регрутирам. Дека да не беше тоа, деца никој немаше да знае кои сме. Мене ми доаѓа во Албанија на одмор, вие сте, господине, дето сега се дига, вие сте од Дајте музика, викам, да, Дајте музика. Кој е, викам, ја, да бе, Африка, викам, да свиретме. Да. И таа песна има, не знам, 150.000 прилеги, што пиеше солидно на... А бевме не се ни собравме цел ден. Не се имавте... Никола нешто думеше таму горе. Да, имавте нешто. Мала беше Маша, плачеше таму, па ја почна да игра со нив, вие со банани спремни со она. И така, јас со банани бевме игра децата. Да, игра во афрички фазон нешто и супер е таа. Јас сум господинот од Дајте музика. Така ме припознава еден период. И сега веќе снимаме 5-та сезона, тоа е регрутирање на нови херои, но работа е тоа, многу работа. Слушај, работа е, ама тоа е она што е потребно на оваа земја затоа што немаме домашни продукти, посебно едукативен карактер, културни содржини, а Дајте музика е едно од ретките. Па ти немаш емисија за култура, немаш емисија за музика, немаш за ништо. Нема кај да спуштиш спот. Ете така. Како спот жабе што си го снимил спотот? А сме имале еден рок подиум во 80-тите, да речеме. Сме имале, јас сум израсната со диско селектор, па снимање касети. И истото сум го рекла на Драган во... Постар брат касетите, диско, и тоа ти иде диско селектор, нема пишташ, ама на сред песна и пушташ. И на Драган Костич сум му рекла, биваше на сред песни да бидеш диско селектор. И вика, памтиш, викам, како не памтам да сум снимала, човече. Гледаше исто како брат ти сум била. Ама добра фора. Значи, да, уште тогаш тоа време. Он беше господ за радио. Господ и све знае, он е музичка енциклопедија тој човек. Тој е прекрасен. Тој да го немаше, не знам што ќе правевме. Реално ние генерации регрутираше за музика. Човекот исто проба под свој подкаст и емисија да прави, ја тераше сезона и пол, не успеа да најде спонзори понатаму и а Лалда му е толку што се треба прекрасен лик, прекрасен. Он е еден од моите омилени ликови и тоа кога сум била кај негова емисија. Такви херои ни треба, денеска за жал ги немаме, а пак ќе се вратам, мислам дека тоа тој момент го продуцира една
Па еве сега слушај, јас се радувам да речеме, не знам, Вера Јанковиќ сега ќе водела некој фестивал или помина во Куманово или знаеш колку се израдував, она е супер лик исто. Она е на моторџискиот фестивал на МК Берс води. Супер. Она е енергија као пред што е со таа жена, не старе, она има слика дома изгледа нешто. Не, она истрима, да. Значи, ама и она е таков и позитивен лик, и целата е отворена, убав лик. Кажи ми ти се, а мене некои од млади, веш, имаат по 20 години, што сите како да немаат предизвик, знаеш, за тоа. Затоа што се им е понудено тука. Се им е понудено и знаеш што го имаат телефонот, имаат YouTube канал, ете син ми живее во тој некој лажен виртуелен свет на популарност и упорно му зборувам и тие сите джипери, мипери што постојаа кога се појавија дека нема да траат повеќе од 3 години, дека за 10 години сите ќе бидат заборавени. Исто како што се случува со овие не реалити шоуа, туку контести музички. Знаеш, продуциратме неколку ликови, овој ќе биде новиот, тоше, овој ќе биде новиот, тоше. Не е тоа така, треба. Тоа е лейбелинг се вика тоа, а тоа не ни треба. Тоа просто не ни треба. Ама за жал живееме во време во кое што такви инстант ликови се појавуваат и се губат, а ништо трајно не останува. Ама сме ги запамтиле? Не. Ништо не памтиме. И тоа пробувам да ги уведам децава и значи се уште ние се палиме, не знам, на уште кога ќе ни се појави Елтон Џон, што има исто 80 кусур години, па со клавирчето да се тресе гласот, сакаш да го гледаш, нели? Уште малку останаа реално. Ама од овие новите генерации, што знам, нема морен информации, посебно во музиката, ништо не останува и некако чудно тоа. Добро, ќе остане Кит Ричардс, како и да е. Тој ја мислам дека ќе не надживее сите. Нема да умре никогаш. Мислам дека нешто прави. И Мик Џегер исто тука. И Мик Џегер, ама Кит Ричардс е посебно интересен. На што има се поминато паѓање од кокосови. И уште Раксис Бари. Исто што сега ги гледам на турнеја, Мик Џегер вежба, има кондиционер тренер. Да, има да види како вежба. Дига све прави. Ајде, свикам ја овој. Ја не го направам, пола концерт нема да издржам, како ќе бидам веќе уморен. Што е го фиде, вежба, прави, пусти. Виде? Има нешто крв од нешто девици мумињат нешто. Нешто им прави. Именуваат. Добро, тие проектите татарски, до кај се? Малку сега одмарам, се договоривме со Жемазов негде од септември, таму да си правиме нека представа што сакаме ние. Очи извиди, ние имаме навистина многу одиграно и ама треба да направиме, барем сега ќе направиме една од октомври, као лична хигиена, ментална, да си направиме уште една. Значи, правиме хит представи, кои ќе седнеме да изработиме. Така пак во дуо изведба или... Да ба се сакаме малце да прошириме, ама ќе видиме, да. Да видиме се да му помине, нели се има промоција на албум, па едне концерти, по ова, ама... Што знам, знаеш, се чувствуваме и ние, реално се чувствуваме малце изморени. Знаеш, тој сакаш се и да направиш, ама окупирани се и театрите, окупирани се културните институции, се е окупирано во моментов, реално. Па треба се ослободи. Од политичките структури. Ба тоа добро, само може засилено, некако тоа било. Па имено треба да се ослободат. Да, а во право си можеби во време на тој социјализам или некои тоталитарни системи. Извини, таму имаше продукција. Да, сепак тогаш и се еден Јане Задрогас во најголемиот тек на комунизмот 70-тите години Унко го правел, да речеме. Или? Кај Никита Голтарот, која се собираат као група, па после имаш Зелена гуска, па имаш Горан Стефановски Диво месо 81-2 година, значи тоа е жесток комунизам, а имало жестоки представи. Тоа е за новиот бран во музиката и Болекаве, Шарлот. Така, да. Системски критични точно, до крај, до сржа поставени. Колку беа точни, да речеме, знаеш, колку беа точни во текстовите и тоа за Шарл Акробата, па тие се топ листа на денеска, кои ќе ги одличи се точни. Баш деноје пак ги загледав, пак сите овие скечови, колку се точни, мислам, неверојатно, колку е тоа се така. Колку е се, знаеш, или не знам, сега го слушам јас Зоран Кесич многу често, нели? Па и он излезе се и на протест, и он е многу точен и духовит. Тоа е, нема, тука ако може, знаеш како, ако може некој така да помине, ќе помине. Како беше оној скечот на топ листа и полека да завршуваме. Доаѓа Момир Булатовиќ, што е еден од последните. Го знам како не. Седмици ти текнува на КПЮ. На КПЮ, да. И вади се листот и вика: "Ајде сад да видиме кој што е јео пиво, што треба да плати." Вика, секој сметката и сите почињаат полека. Ја ништо не сум ова, знаеш, а уствари
Сметката ќе ја платиме ние на крај. Така е. Нема да плати никој ништо. Многу беа точни, многу се забавни. До душе сега го гледав скоро и со неки интервју имаше пак не лекари или што, они се нормално. Не може да се спојат, нешто не може да се спојат, нешто се случува. Да, раскарани се прилично сите таму. А се сака, се гледа дека се сака. Да, ама раскарани се. Гледаш на забранено пушење постои, ама без неле. Еве дојде сега Сексон ги тужи затоа што изведувале со Стефан Миленковиќ песни некои 4-5 кои што биле негови, тоа јавно излезе сегда. Ја искрено као автор и као музичар тоа не можам да го оправдам и да го ќе го тужи сега Неле Карелич и Стефан Миленковиќ затоа што 5 песни кои што изведувале, имаат некој нов проект со класичари, музичари, некоја рок класика нешто прават. И извел 5, ама нели изјавува сега дека нема да ги свири делата. Тој ќе на Сео Сексон, меѓутоа овој ги тужи затоа што во Белград ги свириле. И прави тоа драма медиумска, не знаеш какво припукување. Лудило. Сега се пишува за тоа деноје и многу ме криво искрено дека ќе видам некои музичари. Тоа и на македонската сцена се случувало многу често. Ќе тргне некој бенд и на крај ќе пукнат као као тоа тие его трипови, знаеш. Па веројатно и меѓу актерите. Исто е. Само што еден наш член на бендот кој што се занимава со продукција, знаеш како ми вика? Какви има меѓу глумци, ние сме вика бајчиња. Супер, да, ние сме биле за нигде се едно време се преиспитуваме. Ние не сме размазени нешто. Да. Какви има вика меѓу актери, вие би ги потепал вика поатамо. Вика, да, може си управо вика, ние сме најразмазени. Не има право човекот. Веројатно таму под снимање на филмови он се изнагледал Има, знам за кој ми збориш, да знам. Да не навлегувам. Да. Имаше ли нешто што требаше да те прашам денеска? Не ми текнало. Не, срце, јас само ќе ти кажам дека те сакам. И јас те сакам и фала ти што иако се бркавме малку. Ама и се извинувам. Бизи беше, да. Мислам не е намерно, знаеш дека за тебе што и да треба, не е тоа флускула, просто стварно те сакам од дете и те почитувам и многу сум среќна што и ова го правиш. Правиме нешто за да допреме со некои популарни. Ако ќе правите 30 години да ме викнете. Правиме следната година, требаше да биде во март и знаеш ли кој е проблемот? Кој? Немаме адекватна сала за правење на таков концерт како што ние сме го замислили. А кај сакате да свирите? Па сакаме да свириме во хала, например, број 1 на Скопски саем. Па не постои. Не постои, да. Саме збуни, не постои човече дека саем на книги у Борис Трајков и се збуни па саем е изгей. Слушај, а може и во универзална, ама исто не постои. Да. Значи проблемот е што не постојат сами концертни класични Борис Трајковски. Не, сега не навлегувам. И веројатно ќе правиме нека голема фешта. Со многу гости, со многу, ова ни е план. Што ќе биде, бидејќи сме банкрот во моментот, ќе видиме. Банкрот блуз бенд. Ама што сега ако почнете? Не, нема да го оставиме тоа така. Ќе удриме јако една форца, сакаме документарец, сакаме и ова. Обавезно да го направите тоа. Да, со најголемо. Ќе кажеш некоја изјава за. Ќе кажам изјава монолог за жолтиот инструмент. Е така. Значи, дами и господа, ова беше уште едно издание на Вербалем со единствената вест на Бејби, мама Петрушевска. Како чути како Жан-Клод Ван Дам. Не, она знаеш кој ти каже некој има нешто гранап, некоја пилјара му се вика. Не знам, Дибела, го знаеш ти, Васко Дибела, разбираш, тие ми се најдобри. Да ме ги поврзуваат веднаш со брендот. Е така и со тебе не знам како, кој ќе ми кажат мене, ајде кај мене лесно, пеца, супер, ги си тука завршам. Ама кај тебе со сите проекти можеме да се бајаме. Жан-Клод Ван Дам субјата. Фала ти што одвои. Фали на тебе. Колку време разговараме, чекај може ќе се скратиме. Не кратиме. Овој подкаст нема тука кратење ништо и тоа што спомнавме дека овој господин тамо можеби пукал со не кажуваме кој е со ќе го ставиме, ама ќе го решиме надвор од емисијава. 15-то издание, ако не се лажам, така да стигнеме до 15-то издание, ќе се видиме пак. Да, со најголемо задоволство. Фала на тебе срце.